Изградбата на експресните патишта од Штип до Кочани и до Радовиш се одвива во исклучително добра динамика и според планирањата. Од Министерството за транспорт и врски оценуваат дека во завршна фаза е најголем дел од делниците, а особено онаа од Крупиште кон Кочани во должина од околу 14 километри. Министерот Благој Бочварски во кратка изјава за агенцијата МИА истакнува дека првата фаза од експресниот пат до Кочани е пуштена во употреба. Комплетирањето на градежните работи и пуштањето во употреба на втората делница се очекува за престојната пролет. Според него, во првата половина на идната година ќе бидат затворени сите прашања во делот на патната инфраструктура во целиот источен регион. Тоа се однесува и на експресниот пат од Штип до Радовиш, каде првата делница исто така веќе е пуштена во употреба. Од втората фаза привршува делот од Бучим до Радовиш, а се работи и на обиколницата околу Штип. Изградбата на експресниот пат од Штип кон Кочани почна пред нешто повеќе од 5 години, но извесен период имаше застој поради технички причини, односно заради доистражување на археолошки наоди што се појавија на трасата каде што поминува патот. Целата инвестиција за новиот експресен пат ќе изнесува над 37 милиони евра, од кои за втората фаза од Крупиште до Кочани се инвестираат близу 18 милиони евра. Во завршна фаза влегува пробивањето и изградбата на така наречениот опточен тунел со низводен зафат, со што градежната оператива го реализира главниот хидројазол на новата брана Речани. Се работи за хидротехнички објект, долг 440 и висок 5 метри, што ќе служи за испуштање вода за јавната водоводна мрежа на Кочани, како и за наводнување. Тунелот ќе има електронски затворачи на двете страни, како и еден сигурносен механички затворач. По комплетирањето на пробивањето, што е на самиот крај, ќе се постават соодветни анкери и мрежа во тунелот, а потоа истиот ќе се бетонира. Копањето беше во карпи, метаморфни мекашисти, кои се едни од најтврдите, но за среќа на одделни места имало и нешто помеки карпи. Опточниот тунел, како и страничниот преливник, се двата клучни елементи од браната. Во моментот се гради кулата, односно незиното плато над самиот влезен тунел. Со изградбата на тунелот, водата од реката ќе се сврти да тече низ него, па дури потоа ќе може да се работи на насипот, истакнуваат одговорните за градба на браната. Речани ќе биде камено насипна брана со височина од 80 и дебелина од 20 метри, а основата ќе биде со должина од околу 280 метри. Лоцирана е во атарот на истоименото планинско село на Осогово, на местото каде што двете притоки на Црна и Бела река ја формираат Масалница, односно Оризарска река. Објектот почна да се гради пред 2 години и во иднина треба да обезбеди водоснабдување на населението и индустријата од општините Кочани, Виница, Чешиново, Блешево и Зрновци. Исто така, водата ќе се користи за наводнување на земјоделските површини во Кочанско и за производство на електрична енергија. Вкупната сума за изградба на браната е проектирана на 1 милијарда и 800 милиони денари, што ги обезбедува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Општина Кочани објави јавен повик со кој бара овластен превозник за транспортирање на членовите на избирачките одбори и на изборниот материјал за престојните локални избори. Превозот се однесува за потребите на Општинската изборна комисија за денот на гласањето, како и еден ден пред и по завршувањето на изборната постапка. За оваа намена од буџетот на локалната самоуправа се наменети околу 470.000 денари. Предвидени се вкупно 14 релации со точно определени термини на тргнување на превозните средства со кои ќе се транспортира изборниот материјал од седиштето на Општинската изборна комисија до избирачките места. Истото се однесува и за превозот на членовите на избирачките одбори. Дополнително, обврска на превозникот е да обезбеди возило за носење на изборниот материјал до Државната изборна комисија во Скопје по завршувањето на гласањето. Истите услови за превоз ќе важат и ако има втор круг на гласање. Согласно насоките од Државната изборна комисија, обврска за обезбедување на превозот за локалните избори е на товар на општините. Изборот на превозникот ќе се направи со електронска аукција закажана за 1 октомври,
при што ќе се определи најповолната цена од пристигнатите пријави за учество во тендерската постапка. Дел од предвидената сума за превоз е намената за уште една релација, што не влегува во изборниот процес. Општина Кочани ќе ја намени како поддршка за граѓански здруженија или групи, како и за други потреби на општинската администрација. Жители на населбата Оризари упатија писмен допис до медиумите, со кој ја изразуваат својата благодарност за решавањето на долгогодишниот проблем со сообраќајната инфраструктура во нивна непосредна близина. Во дописот стои: ние, група граѓани жители на Оризари со живеалиште на улицата Царка Ѓоргиева, јавно благодариме до општина Кочани и градоначалникот што ни овозможија по неколку децении да имаме асфалт покрај нашите куќи. Среќни сме што заврши асфалтирањето на нашата улица што се наоѓа во населбата Селиште. За оние кои не знаат, таа е на височина што ни овозможува убав поглед кон населбата и градот, а веднаш до нас е природна средина што ни дава мир. Некои од нас овде живеат повеќе од 35 години и само поради нерешените комунални проблеми дел од жителите се заминуваат во странство. Асфалтирањето на улицата Царка Ѓоргиева, но и на претходно други две улици што се поврзуваат со неа, посебно ни значи, затоа што со ваква работа општината покажува дека секој жител е важен и се грижи за секого подеднакво. Веднаш над улицата имам плацеви и градежно земјиште што се надеваме дека ќе стане привлечно за нови градби, затоа што секој сака да гради каде што има добри услови за живење. Се надеваме дека со вакви заложби, Кочани, а со тоа и Оризари и сите други населби ќе бидат места каде што ќе живеат задоволни жители, се вели во писмениот допис до медиумите од група жители од улицата Царка Ѓоргиева во населбата Оризари. Под мотото "Биди херој во твоето училиште", општинската организација на Црвениот крст од Кочани го одбележа 16 септември, светскиот ден на прва помош. По тој повод, активисти и волонтери одржаа показна вежба во паркот на Револуцијата, на која беа прикажани начините на укажување помош кај неколку карактеристични повреди во сообраќајни несреќи, при природни катастрофи и слични настани. Симулација на повредени, значи имаме различни повреди, било дробно оживување, крварење од нос, рана, укасаност од куќе и така натаму. Така што на случајните минувачи кои се заинтересирани да научат нешто повеќе, ние сме тука достапни да им објасниме околу самите техники за давање на прва помош. Црвениот крст редовно работи на активности за едукација на населението во делот на првата помош, а оваа година ставаме акцент на младинците. Од Црвениот крст порачаа дека знаењата и вештините за укажување прва помош треба да бидат дел од сечие секојдневие, бидејќи се применуваат во секој сегмент во живењето. Во оваа насока подеднакво важни се едукациите по прва помош и за учениците од средните училишта, кои ќе можат на своите соученици во случај на итност да им дадат прва помош. Членовите на спортско-риболовното здружение Кочански рибар во средата вечерта го одржаа редовното годишно собрание, кое имаше и изборен карактер. Со оглед што на досегашниот претседател на здружението Димитар Димитров му истече 4-годишниот мандат, тој поднесе извештај за работењето. При тоа се осврна на работата и на управниот одбор, а пред присутните го представи и финансискиот извештај со детални податоци за собраните средства и нивното користење. Собранието, без забелешки и дискусии, едногласно ги прифати поднесените извештаи. За нов претседател на спортско-риболовното здружение Кочански рибар е избран Александар Зафиров, Зафо. Имаме доста идеи, планираме пред се да го подобриме рибниот фонд, да отвориме риболовна школа. Исто така ни е на идеја да направиме стратегија, риболовна стратегија за наредната година. Пред се ќе бидат повикани сите учесници во риболовот, сите кои можат да дадат некој допринос, исто бизнес секторот, за да и представници од општината кои се задолжени за спортот, за да го направиме пред се браната градче, да ја направиме пред се да биде како туристичка атракција и да има посетеност од страни, значи да не доаѓаат
гости кои ќе сакат да уживат во риболов на Вранагач. Исто така планираме риболовна школа, ќе биде поделена во 4 сектори, тоа ќе биде крапска секција, фидер секција, лов на тапа и мушичај. Ќе бидеме присутни во школите во периодот во мај месец, за да видиме дали ќе има заинтересирани млади дечиња, затоа што со младите ни еднината, доколку има луѓе кои ќе бидат ангажирани во рок од 2 недели да ги направат тие обуки. Новиот управен одбор, освен председателот Зафиров, го сочинуваат и Ванчо Минов, Ивица Јорданов, Бубу Илиев, Горан Милосов, Димитар Атанасов и Станислав Јованов. За членови на новиот состав на надзорниот одбор на Сдруженијето се избрани Радован Михајловски, Денис Атанасов и Јовица Стојков. На годишното собрание му беше врачена плакета на Гоце Ристов како најдобар рибочувар на реките што се во надлежност на Спортско риболовното здружение од Кочани.